Кога еднаш ќе направите преседан или исклучок и ќе се повикате на тоа дека морало да биде, а било спротивно на закон, тогаш мора да бидете и подготвени дека кога тогаш еден ден тој преседан или исклучок ќе ви се врати како бумеранг. Во ова собрание стана секојдневие да ни се случуваат преседани и исклучоци за сметка на непочитување на деловникот и Уставот на Република Македонија. Ова може би и во овој момент да му одговара на моменталното владеачко мнозинство, но никако не треба истото да ликува со ваквата злоупотреба и да смета дека секогаш вака ќе владее. Конкретно, со оваа предлог одлука се случува најнов, уште еден и преседан од невидени размери. Зошто? Затоа што според членот 20 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на конститутивната седница по предлог од најмалку 10 пратеници избира комисија за прашање на изборите и именувањата. Зошто? Затоа што според членот 108 став 1 од истиот деловник, изборот на председател и членови на работните тела и нивните заменици, на шефови, членови и заменици на членовите на постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија и председатели и членови на пратеничките групи за соработка со други парламенти, се врши од редот на пратениците во Собранието по предлог на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, а врз основа на листата што ја предлагаат пратеничките групи. Во конкретниот случај, предлогот за разрешување на пратеникот Фадил Зендели од член на Комисијата за прашање на изборите и именувањата не доаѓа на предлог на истата оваа комисија, туку на предлог на 11 пратеници на власта, меѓу кои, замислете, потпишан е и председателот на ова собрание, 2 дипломирани правници и 7 искусни и со долг стаж пратеници. Понатаму, предлог одлуката се повикува на членот 68 став 1 алинеја 16 од Уставот, кој вели дека Собранието на Република Македонија врши избори, именувања и разрешување и на други носители на јавни функции, што се одговорни пред Собранието. Ако колегите од власта не знаат или се прават дека не знаат, тогаш да ги просветлиме дека пратеникот за својата работа не одговара пред Собранието, туку пред своите гласачи, како и тоа дека пратеникот го бираат гласачи на парламентарни избори, а не го бира Собранието. Исто така, предлог одлуката се повикува и на членот 76 став 1 од Уставот, според кој Собранието основа постојани и повремени работни тела. Ова е точно, но во конкретниот случај Комисијата за избори и именувања е таа која единствено може да промени член на Собраниска комисија, а не тоа да оди преку предлог одлука на група пратеници. Понатаму, потписниците на оваа предлог одлука се повикуваат и на членот 114 од Деловникот, кој вели дека Собранието врши избори, именување и разрешување на носители на јавни и други функции на начин утврден со Уставот и со закон. Повторив веќе 2 пати дека не е ова начинот, ниту според Устав, ниту според закон, а ниту според Деловник за менување на член на Собраниска комисија. И понатаму, потписниците се повикуваат уште и на членот 118 став 5 од Деловникот, според кој составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на Собранието во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите. Јас, заради јавноста, ќе го прочитам уште и членот 184 од Деловникот, кој гласи: Алинеја 1. Право да предлага донесување на декларација, резолуции, одлуки, препораки и други општи акти има секој пратеник, пратеничка група, работно тело и владата. И алинеја 2. Во постапката за донесување на декларации, резолуции, одлуки, препораки и други општи акти, соодветно се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на предлогот на закон во второ читање, со тоа што е задолжителна општа расправа. Ова го прочитав за да знае јавноста и председателот на ова собрание дека поднесените наши амандмани на оваа предлог одлука треба да се третираат исто како и кога се поднесуваат амандмани пред второ читање на закон, а не да смета дека нема истите да се разгледуваат, а ги има преку 400 на број. Сега повторно заради јавноста морам да потсетам дека колегата Фадил Зендели и во минатиот мандат беше член на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и во овој состав
Зендели беше клучниот седми одлучувачки глас, а доаѓаше од редовите на опозицијата. Арно тогаш на тоа парламентарно мнозинство не му пречеше членувањето на Фадил Зендели во истава комисија, но сега му пречи. Зошто? Затоа што треба да се наместат партиски кадри за уставни судии кои ќе ценат уставноста на овие прекршувачи на уставот и законите. Ова е многу сличен обид како и оној на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, каде се силува носење на дневен ред на 33-та седница на Комисијата, каде единствена точка на дневниот ред е Законот за Академија за судии и јавни обвинители, и тоа со злоупотреба на европското знаменце, само за да се инсталираат партиски кадри за судии и јавни обвинители, кои утре или за секогаш нема да покренат никакви обвиненија или да донесат некакви пресуди за ваквото криминално однесување на власта. И кругот би го затвориле тука истите оние кои цели 2 години извекуваа дека нема правда и нема мир. За жал, обезличени се, но сепак се приморани на вакви непроцедурални, антиделовнички и антиуставни постапки, затоа што Добрила Кацарска треба да си ја затвори својата фактура. Замислете истата она која како судивка стана пример за изучување во светски универзитети како не треба да се носат пресуди, денес го уценува председателот на собрание да исилува спротивно на устав и деловник разрешување на член на собраниска комисија само и само за да го спаси од одговорност за кршење на уставот. Ова се нивните корелации и врски кои доаѓаат до лошиот им крај, затоа што мора да дојде денот кога на сето ова прво ќе му пресуди народот, а потоа и институциите, но институции кои нема да работат по партиски директиви и насоки, туку строго по закони. Такви институции не создаде ова мнозинство, иако силно ветуваше и се удираше во гради за департизирано судство, образование, здравство и јавни и државни установи. Напротив, ова мнозинство уште на самиот старт почна со реваншизам и 5кратно посилна партизација. Ова мнозинство излижа онаму каде што плукна. За Билјалка Сами во 2017 тврдеше дека имал финансиска изборна измама, за да во 2020 го стават на заедничка листа како носител во изборна единица 6. Токму и само благодарение на Билјал, Бејџан и Фадил, СДСМ не доживеа катастрофа во мојата изборна единица. Да не беа тие, че имаа само една пратеничка која што ја нарекуваа дека е носителка, иако беше втора на листа. Денес се веќе во фаза кога им пречи Фадил Зендели да биде член на Комисијата за прашања на избори и именувањата, а истовремено заборавија каков притисок вршеа за наместото на сегашниот градоначалник Касами да дојде исклучиво пратеник на СДСМ. Истиот тој пратеник како партиски активист беше 5ти на листата во 2020 и председател на гостиварскиот општински одбор на СДСМ. После неуспехот да стане пратеник, го вработија, замислете, во Агенцијата за национална безбедност, прекршувајќи го законот кој што вели дека таму не смее да биде вработен партиски активист. И на истиот тој пратеник лично Заев му наредил да го прифати сегашниот пратенички мандат, за да на неговото место не дојде пратеник на Беса. Понатаму, СДСМ за ДУИ во 2020 велеше дека се криминалци, ама денес се во нивниот скут. А со Беса го расипаа муабетот затоа што сакаа да седат на 2 столици. Па во Тетово калкулираа за последните локални избори и во последен момент одлучија да ја дадат поддршка на Теута. Ова се накратко двојните аршини на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што вели дека е власт и дека ќе владее до 2024. Но со секој изминат ден, повеќе од јасно е дека не им се чисти есапите, не само со Беса, туку и со ДУИ, и со ДОМ, и со ЛДП, и со НСДП, и со ВМРО-НП, и со Демократски сојуз, па дури ни со самите помеѓу себе. Барем засега, чисти есапи имаат со алтернатива. Затоа, за крај, ќе го прочитам членот 62 став 3 од Уставот, кој вели дека пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Ова е член кој најмногу го плаши моменталното парламентарно мнозинство сега. Зошто? Затоа што не само во Зендели од Беса, туку веќе и во самите себе немаат верба за сопственото уверување и настапување. Ви благодарам на внимание.